Добар ден, му велиме на Дарко Антич од Сдруженијето ЕСЕК. Добар ден и од мене. Вашата анализа што кажува во однос на пакет мерките за помош на граѓаните и компаниите? Колку пари се издвоени од буџетот за оваа намена и стигна ли помошта до оние на кои што навистина им треба? Најпрво да ви се заблагодарам за поканата и да кажам дека Сдруженијето ЕСЕ во изминатиот период активно работи на следење на спроведувањето на пакетот мерки кои што ги предвиде и спроведе во изминатиот период владата на Република Македонија, чија што основна цел беше всушност да се стимулира економијата и да се помогнат граѓаните, односно да се справат со последиците кои што беа предизвикани од оваа здравствена криза. Меѓутоа, она што во однос на вашето прашање, во кое што велите колку средства се издвоени за спроведување на пакет мерките, можам да кажам дека од нашата анализа, барем од оние информации кои што ние ги добивме, е дека за првиот и вториот пакет мерки нема достапни податоци, односно износот на средства кои што беше предвиден за нивно спроведување не е познат. А пак за третиот, според изјавите на владините представници во медиуми, вредноста изнесуваше 355 милиони евра. Сега се донесе и четврт пакет на мерки, кои што ќе се спроведува нели во наредниот период. Она што е многу важно е дека целиот овој процес на донесување и спроведување на економските мерки значително недостасува транспарентноста на јавните институции, особено на владата на Република Македонија. Кога зборувам за транспарентност, зборувам за вклучување на сите засегнати страни во процесот на креирање на овие пакети, а и во една отвореност на самиот процес за да може оние кои што не се вклучени всушност да го следат и понатаму да даваат своји предлози. Во многу наврати во изминатиот период, особено за третиот и сега за четвртиот пакет на мерки, се зборуваше за широка дебата со експертската јавност и стопанските комори во Република Македонија, меѓутоа во ниту една од нив не се зборуваше за вклучување на граѓани, односно слушање на она што навистина им е потребно на граѓаните и креирање на мерки кои што ќе бидат таргетирани и со кои што ќе се таргетираат всушност различни групи на граѓани зависно од нивните потреби. Ова е всушност и одлика на целиот наш систем, каде што не само сега за време на кризата, туку и претходно, планирањето на политики с кои што имаат огромно влијание врз граѓаните се врши институционално без при тоа да се направи некоја длабинска анализа и без да се консултираат граѓаните за да се задоволат нивните реални секојдневни потреби. Меѓутоа, во исто време се зборуваше нели за вклучување на бизнис секторот, односно на стопанските комори како нивен представник. Меѓутоа, во ниту еден момент владата во изминатиот период не излезе со информација за тоа што било дискутирано на тие состаноци, кои се резултатите од тие состаноци, кои се предлозите на стопанските комори, што од тие предлози е прифатено, што не, на што се базираат предложените или усвоените мерки и така натаму. Иако зборуваме за отвореност и широка дебата, јас немам впечаток дека тоа навистина се случува, односно јавноста не може да дојде до информации за тоа што се базираат овие предлози и како понатаму истите ќе се операционализираат, односно зошто баш овие мерки се избрани. Пред неколку дена се презентираше четвртиот пакет на мерки, меѓутоа во исто време изостануваат информации кои што покажуваат како влијаеле претходните мерки. Ние во период од 6 месеци носиме 4 пакети на економски мерки кои што тежат огромен износ на средства, меѓутоа јавноста не е запознаена со тоа каков бил придонесот, односно што придонеле претходните 3, а по што ќе се разликува овој четврт пакет на мерки. Особено е важно заради тоа што со овие пакети на економски мерки кои што се наменети за бизнисот и за граѓаните се трошат многу средства. Покрај тоа што се трошат многу средства, буџетот се соочува со значителни предизвици за прибирање на приходи, доколку ги разгледате извештаите за реализација на буџетот ќе видите дека оние извори на приход кои што нели се доминантни во нашиот буџет, континуирано низ месеците се намалуваат, а се зголемува во истиот период износот кој што се прибира преку заеми и донации, што е така многу важно. А во исто време во изминатите денови излезе и министерот за финансии во кој што вели дека економијата кај нас се соочува со значителни проблеми, сериозни проблеми, особено заради намалувањето на бруто домашниот производ и зголемувањето на јавниот долг, а исто така и Европската банка за обнова и развој предвидува значително намалување на економскиот раст во државава. Па во вакви услови
се поставува прашањето од каде ние би нашле средства за да се финансираат овие пакети, односно и доколку се обезбедат средствата и се финансираат овие пакети на економски мерки, кои други права, односно услуги ќе трпат во нашата земја. Бидејќи во иднина треба да се вратат тие пари. Токму така. Заради тоа што доколку како што знаеме, секогаш задолжувањето сега има одредени последици понатаму, не само и врз државата, туку и врз домакинствата. Кога едно домакинство ќе се задолжи сега ќе треба да ги враќа тие средства во наредниот период. Меѓутоа, ако има ефекти од овие мерки, ако заживее стопанството, реалниот сектор, тогаш предпоставувам дека тие пари ќе се вратат во буџетот. Очекувате ли и направите анализа кои се ефектите? Токму така. Европската банка за обнова и развој направи проценка дека во наредната година, во 2021, ќе имаме зголемување на економскиот раст. Меѓутоа, колку е тој економски раст после ваква кондиција на буџетот, реално ќе допринесе кон задоволување на сите потреби и враќање во нормално, тоа се поставува како прашање. Јас би сакал да кажам во односи на вашето друго прашање за тоа какви се ефектите на мерките. Ние во изминатиот период направивме истражување помеѓу граѓани на национално ниво, во кое што истражување испитувавме различни аспекти. Накратко би ги изложил резултатите. Бројот на испитаници кој што беше опфатен е 1025 испитаници и според нив постои значително намалување на лицата кои што во февруари и на крајот на јули заработувале. Односно имаме намалување на бројот на лица кои што заработувале за 61. Доколку ова е на национално ниво, истиот процент може да се земе и да се реферира или на целокупната популација како репрезентативен пример. Најголемо намалување кај бројот на лица кои што заработувале е кај оние кои што се всушност вработени на определено време и за период помалку од 12 месеци, односно 51%. Понатаму лицата кои што се вработени на определено време од 12 месеци или подолго, 40%, и лицата кои што се хонорарци, односно на договор на дело, 23%. Сериозно намалување на бројот на лица кои што се работуваат има и кај оние кои што се постојано вработени за 8%. Најпогодени сектори се угостителството, сопствените бизниси, секторите кои што се занимаваат од детска заштита, училиштата, банките, трговијата, салоните за убавина, сметководство, хигиена, фабрики и приватни компании. Во сите сектори имаме намалување на бројот на лица кои што заработуваат, освен во земјоделството каде што имаме зголемување, а промени нема само во секторите здравство, правосудство, градежништво и информатички технологии. Најголемо намалување на платата на лицата се забележува во секторите како што во дејностите како што се салони за убавина, за 70% проценти е намалена платата, секторите кои што се занимаваат со хигиена и одржување за 38% и училиштата. Намалување на плата нема, односно промени во плата нема помеѓу јавните институции, угостителството, трговијата и фабриките, врз основа на тоа што е добиено како резултат. Во однос на испитаниците и нивното користење на економските мерки, а во февруари лично аплицирали и користеле само 71 лице, од кои што 50% користеле гарантирана минимална помош и 11% надомест за осигурување во случај на невработеност, а во јули бројот на лица кои што користеле економски мерки бележи 100% пораст. Во однос на кои економски мерки користеле од овие лица, најголемиот број користеле платежни картички, односно картички за купување на домашни производи, ваучери за годишен одмор. Многу е мал бројот на лица кои што користеле мерки како што се помош на плата, односно во износ од 14.500 динари, гарантирана минимална помош, ваучери за млади, енергетски додаток, училишна опрема, ваучери за сместување и ваучери за дигитални вештини. Она што е многу важно е дека покрај оние кои што лично аплицирале и користеле од испитаниците, во најголемиот број на случаи, кај 70% од испитаниците, мерка користел уште некој член во домаќинството, или пак е дополнително 26% користеле дополнително и два други члена. Најмногу корисници на мерки се македонци, четвртина од нив се албанци и многу е незначителен бројот на лицата со друга етничка припадност.
а најголем број на лица кои што користеле мерки се оние кои што доаѓаат од Скопје или 30%, во однос на останатите региони реално поредот на користење е ист, некаде во просек 10%. И она што е многу важно е дека во периодот од февруари до јули бројот на лица, односно кои што гладувале и немале можност да купат храна е речиси двојно зголемен. Од 4% во февруари е зголемен на 7% на кон крајот на јули. Односно, станува збор за домаќинства кои што немале пари за да можат да си купат храна и да ги задоволат нивните секојдневни потреби. Она што е многу важно, кој што треба да се земе предвид при креирањето и имплементацијата на економските мерки е земањето во предвид на специфичните потреби на различните групи. Врз основа на наша анализа направена во Центарот за правна помош кој што функционира во рамки на ЕСЕ, жените жртви на семејно насилство користеле само две мерки. Едната е ваучер за купување на домашни производи, а другата е ваучер за годишен одмор. Ваучерот за годишен одмор оваа категорија не го искористила воопшто, заради тоа што првично нема потреба, а второ заради ситуацијата во која што се наоѓа нема можност да искористи оваа мерка. Другата мерка, тоа е помош за домашни производи, најчесто е добиле помош во помеѓу 3 до 6 илјади денари, кои што велат дека заради ограничувањето на бројот на производи кои што можат да го купат и цената на тие производи кои што можат да ги купат, тие не ги задоволуваат потребите кои што на домаќинството кои што еднократно сакате да кажете. Да. Сега да направиме еден заклучок во однос на мерките. Значи, кој е нивниот ефект? Тие чинат многу. Дали допринесоат до намалување или спречување на одреден број граѓани да влезат во екстремна сиромаштија? Дали има долгорочен ефект во однос на економскиот развој? И дали тие се оправдани што чинат толку многу во однос на дадените ефекти? Што покажуваат вашите анализи? Јас можам да зборувам во однос на ефектите врз населението, заради што тоа е наш примерен фокус. Добро. Јас би рекол дека станува збор за, да не се сватам погрешно, меѓутоа популистички повеќе мерки кои што се наменети генерално за сите и исте пристапот во нивното обезбедување. Според нашето истражување и според изјавите на граѓаните, кај одредени мерки износот кој што се обезбедува е минимален и е ограничувачки. Повторно зборувам, значи не може една иста мерка да се аплицира за различни групи на население. Потребно е темелна анализа, значи на потребите на секој, па би рекол и поединец во општеството, за да се пристапи кон решавање на нивните проблеми. Ние имаме 4 пакети на економски мерки, каде што се издвојуваат огромен износ и се трошат огромен износ на средства, кои што сите 4 се генерални. Значи ние немаме градирање, односно со првиот да се решија проблемите на одреден број на луѓе, па понатаму да се надополнуваат со вториот, третиот и четвртиот. Кај нас има реплицирање на речиси во голем дел на истите мерки, кои што реално вака како што се креирани генерално не даваат, односно не ги задоволуваат потребите на голем дел од населението. Господине Антич, јас ви благодарам што бевте гости на Македонското радио, Радио Скопје. Ви благодарам и вам.